После скандалот со магистерската титула на премиерот Груевски и наводните фаворизирања на вице-премиерот Наумовски за позицијата професор на правниот факултет, сведоци сме дека неморалното однесување е навлезено длабоко во сите пори на власта и владеачката партија. Уште еден член на ВМРО ДПМН и близок соработник на премиерот Груевски, а од неодамна именуван за член на Советот за безбедност од председателот Иванов, се истакнува со својот неморал и нискост. Професорот доктор Панде Лазаревски, воедно директор на Центарот за управување со кризи при владата на Република Македонија, попознат како еден од идеолозите на владеачката партија, согласно овој документ и понатаму се води како корисник на стан во домот за постдипломци и докторанти Атанас Близнаков во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Согласно истиот документ, каде надвор од законските и етички норми, Лазаревски е на списокот како корисник на стан, не само тоа, туку тој должи и пари за истиот. Дали професор кој предава на повеќе факултети во земјата, човек кој извршува повеќе јавни функции, се смета себе си како пример за вечен студент. Се разбира согласно непринципиелните идеолошки догми на владеачката партија. Како е можно личности кои што се представуваат себе си со слична биографија да немаат минимална доблест и да ги отстапат становите на оние на кои што им се најмногу потребни за генерациите кои допрва доаѓаат? Може би вечниот студент и го отстапува станот со тоа што не живее во него, меѓутоа наплаќа кириот за истиот. Или пак во стилот на непотизмот на премиерот Никола Груевски и акумулацијата на недвижнини се разбира една од праксите со која што се служат луѓето во власта. На истиот список стои името на професорот на Машински факултет Алекса Малчевски, чичко на поранешниот претседател на студентскиот парламент Самуил Малчевски, чие што семејство е добро познат финансиер на кампањата на ВМРО ДПМН во 2006 година. Очигледно, се повеќе излегува на површина функционирањето на Никола Груевски и начинот како им се одолжува на членовите на ВМРО ДПМН. Оваа власт изгради систем за омаловажување на обичниот граѓанин. Не само што длабоко става рака во неговиот джеб, не само што материјално ги наградува сопствените членови, туку преку само доделување на титули и престижни позиции поставува зид за напредокот на сите работливи и заслужни луѓе кои не се членови на ВМРО ДПМН. На овој начин, со доделување на материјални подароци и општествени статуси и титули, Никола Груевски докажува дека не само што не е народен човек, напротив, тој е човек кој работи на создавање на своја лична олигархија.